А сега одиме се еден убав настан, така типичен за пролета. Впрочем, пролет не може веќе да помине без овој голем спортски настан прв до врв. Ивана, добро утро! Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секој утро. Си имаш убави спортски теми, просто ти завидувам, релаксирана од политика. Повели со твоја соговорник. Да, Искра, малку да се тргнеме нели од оние политички случувања и ќе зборуваме за еден настан во кој што нема никаква политика, веќе 12-та година поред се одржува, односно 12-то издание на најголемото планинско искачување во регионот, а тоа е, како што спомена и ти, прв до врв, се случува во недела на 19 мај. Имате уште кратко време за пријавување, но за тоа како да се пријавите, што се може да се очекува од ова 12-то издание на прв до врв. Ова утро ќе да знаеме од првиот човек кој што го започна ова случување и овој голем настан кој што прерасна веќе тоа како во традиција, Александар Ѓоргиевски. Ќе ви посакам добро и убаво утро, честитки за уште едно ново издание на прв до врв. Каков е интересот досега и колку пријавени учесници имаме, со оглед на тоа што пријавувањето започна веќе од минатата година, односно од месец декември. Добро утро, благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. Поздрав до сите ваши гледачи. Исто така благодарам за честитките. Пред нас е најмасовниот рекорден прв до врв. Со ланските 3600 учесници ги надминавме веќе, а имам уште 3 дена пријавување, така да не очекува вистински празник на водно во недела. Така, зашто себе можат да се пријават луѓето, сите оние кои што досега може не успеале, не стигнали или чекаат нели последен момент да видат дали ќе можат да бидат дел од трката, какви се трки има и за што се може да се пријават? Значи прв до врв е надпреварувачки настан за најбрзо искачување до врвот на водно или со трчање и планинарење. Тоа е едната дисциплина, втората е планински велосипедизам, третата друмски велосипедизам, четвртата e-bike, таа ни е најнова категорија, нели за тие што имаат велосипеди на електричен погон, и петтата е тимбилдинг трката за компании каде што се натпреваруваат со своите тимови. Така, кој го држиве рекордот до сега, што вели статистиката за изминатите 11 изданија? Значи има повеќе рекорди, нели сите трки што ги набрајав имаат свој рекорд. Најбрзото искачување е со трчање за 32 минути и 4 секунди, значи од основното училиште Кочо Рацин, каде што е стартот на трката, па до врвот на водно за 32 минути. Тој рекорд е поставен пред 6 години од страна на учесник од Германија. Сега тоа што е интересно, ние се трудиме секоја година да ги потикнуваме учесниците да ги рушат рекордите, нели да се себе надминуваат. Така да заедно со главниот покровител на настанот Шпарка се банка имаме поставено награден фонд за срушени рекорди, кој што е нели прилично добра сума од 1000 евра, и сите оние кои што ќе срушат рекорд, а нели тоа е се потешко од година во година, меѓутоа ќе имаат убава мотивација, убава награда да ги поделат овие средства. Дали ќе ги земе еден, дали ќе ги делат повеќе, меѓутоа може да има максимум 6 рекорди. Да, па навистина солидна награда за која што треба и вреди нели да се пријават учесниците, но сепак да се добие оној спортски дух нели кој што го има во тие неколку часа од почетокот на прв до врв. Покрај спортски дух, што друго се добива како дел од трката и односно самото учество нели во настанот? Ова е настан и надпревар за индивидуални спортови, значи нели трчањето и велосипедизмот се индивидуални спортови. Меѓутоа разликата кога се прави индивидуален тренинг и учество во ваков масовен настан е, значи има многу повеќе адреналин, надпревар со останатите, дружење, потоа на целта на трката да организираме пикник со музика во живо, со прогласување на добрите. Така да многу спорт, адреналин и забава за сите учесници, и тоа е тоа што го прави настанот атрактивен. И нели ние почнавме од рекордите и од најдобрите, меѓутоа да кажеме на вашите гледачи дека сепак ова е настан за рекреативци и тоа ја дава неговата убавина, бидејќи масовен и учествуваат многу луѓе кои што рекреативно се бават со сите овие спортови, сите оние кои што може да се качат на водно, и така да тоа е убавината на настанот, масовноста и секој оној што сака да се натпреварува пред се сам со себе и да стигне до врвот. Од колку часот е почетокот, од каде е стартот на трката?
Значи 12-та година поред, ова е 12-то издание, секогаш третиот викенд во мај, секогаш во 10 часот наутро пред основното училиште Кочо Рацин се стартовите на трките. Значи оваа година, недела 19 мај, во 10 часот стартуваме со 12-тото издание на Прв до врв. Да, имате веќе богато искуство, големо искуство од изминатите изданија, но какви се вашите очекувања за ова издание, за оно што ќе се случува во недела? Ние не менуваме многу затоа што концептот е потврден, значи еве како што кажа, веќе 12-та година поред, настанот е добар, масовен, посетен. Самата бројка на пријавени учесници ни дава и обврска, меѓутоа и задоволство дека ќе имаме убав настан пред нас. Она што ни останува е само да се посакаме да имаме убаво време, бидејќи нели пролета е непредвидлива и сето друго ќе си биде како што треба да биде. Да, и за крај, Александар, треба ли некаква посебна физичка подготвеност на учесниците да имаат? Секој некој што барем малку нели се грижи за своето здравје и има некакви рекреативни активности, физички активности, може да се искачи на водно. Значи, ние дури имаме поставено и доста голем лимит да се за 2,5 часа може секој да се качи и тоа се некои статистики од минатите години дека најспорите учесници влегуваат во тие 2,5 часа. Така да секој некој што се чувствува физички способен да се качи до врвот на водно или е добре ден и може да учествува во настанот. Така да имаме уште 3 дена за пријавување до среда, до крајот на денот, да ги повикаме сите оние кои што гледаат предизвик во сето ова што го кажавме да дојдат и да бидат дел од Прв до врв. И од најмасовното планинско искачување во регионот, ќе ви посакам уште една успешен настан, да продолжите и понатаму, нели месец мај на вистина секоја година е резервиран за Прв до врв. Ви благодарам, ве поканувам и вас и вашите гледачи во недела да идеме сите на водно. Еве сите оние кои што сакаат малку забава, рекреативност, не мора нели нека посебна физичка подготвеност, битно можеби е само еднаш да си имате нели искачено на врвот на водно, да бидете дел од овој голем планински настан, големо групно планинско искачување Прв до врв, недела 19 мај со почеток во 10 часот пред училиштето Кочо Рацин. Стартот е нели веќе познат, така што поканети сте сите кои што сакате добра забава, спорт и рекреација. Не само што станува збор за убав настан, туку на некој начин им го олесни на гледачите, уште од сега понеделник, да знаат што ќе прават следниот викенд. Бидејќи на самиот почеток од емисијата рековме, еден од начините полесно се преброди понеделникот е да се планира патување. Ете го патувањето. Ти благодарам многу, Ивана, на ова линковско вклучување.